Мадона пристигна во Италија со својот партнер Акем Морис, кој е 38 години помлад од неа. Покрај него, таа беше придружувана од група мажи кои ја чува од потенцијални напаѓачи. Додека шеташе по улиците на Фиренце, многумина беа изненадени од нејзиното забавено движење. За дневната прошетка таа одлучи да носи долг широк син фустен, а на својот стил додаде и големи очила и шапка за да го заштити својот идентитет. Сепак таа не успеа во тоа, а јавноста веднаш ја препозна и забележа едно нешто. Мадона одеше со малку згрбавена поза, држејќи се за своето помладо момче. Коментарите на социјалните мрежи беа немилосрдни. Внукот оди рака под рака со баба. Од Мадона до мојата баба за момент. Мислев дека ја видов кралицата Елизабета за момент. Ова е доказ дека премногу вежбање боли. Изгледа многу постара од своите години. Оди како стара жена, сигурно е во неволја. Изгледаш како да имаш 87, а не 67 години, беа некои од коментарите. Леонардо Ди Каприо и Виторија Черети се сончаат во Шпанија. 50-годишниот актер и 27-годишната манекенка беа забележани на излет со јахта полна со PDA во близина на островот Форментера во петок, 15 август, според фотографиите добиени од Daily Mail. Двојката се бакнала додека поминувале време заедно, одмарајќи се на бродот и пливајќи во Средоземното море. Откриваат фотографиите, давајќи редок увид во романсата на двојката. Двојката, за која патувањето и јахтинг се покажа како омилени занимања, била забележана како поминува време заедно и се дружи со поголема група на бродот, покажуваат фотографиите. Во еден момент тие се бакнале додека седеле во сенка, правејќи пауза од шпанското сонце. Черети исто така се чинеше дека ја става раката на задникот на Ди Каприо, додека одеа по скалите заедно, покажува една фотографија. Черети носеше бикини со животински принт, додека Ди Каприо носеше црни костуми за капење. Во различни моменти двајцата носеа очила, додека се чинеше дека се капат во Медитеранот. Поради ова лето, двајцата кои се романтично поврзани од август 2023 година, беа забележани на пат кон свадбената забава за добритоите на Джеф Безос и Лорен Санчес, на која подоцна присуствуваа. На 26 јуни актерот и моделот беа видени како го напуштаат хотелот Грити Палас во Венеција, Италија, на пат кон настанот кој претходеше на свадбата на Безос и Санчес. Ди Каприо, долгогодишен пријател на младенците, носеше темно одело и црна бейсбол капа, додека Черети се одлучи за долг неутрален фустан со текстуриран материјал и шефови по страните. Таа имаше шик фризура и носеше кафена чанта. Месеци претходно Черети отворено зборуваше за својата врска со Ди Каприо во едно интервју, што беше прв пат да го стори тоа откако двајцата беа романтично поврзани. Во насловната сторија за Vogue Франција, моделот зборуваше за својот љубовен живот со ѕвездата, која беше наречена едноставно многу познат актер во рубриката за априлското издание на списанието за 2025 година. Катарина Ивановска е родена на 18 август 1988 година во Скопје. Својата кариера како манекенка е започнала во 2004 година на Миланската модна недела по освојувањето на Look Models International, кастингот за модели во Македонија. Во декември 2004 година се појавила во едиторијал за списанието Elle, а исто така се има појавено и во Citizen K, Силието и италијанското и руското издание на Vogue. Се има појавено на насловните страни на списанијата Дива и Максима и во реклами за Dolce Gabbana во 2006 година. Во 2010 година Ивановска се појавила во српско списание Elle. Во 2011 година потпишала договор за рекламирање на производите на Victoria's Secret. Соработувала со агенции од Белград, Париз, Њујорк, Милано и Лондон. Во Македонија таа е сметана како еден од најуспешните модели. Во 2012 година Ивановска дебитирала како актерка во филмот Трето полувреме.
На 28 август Радовиш ќе заживее во ритмот на големата музичка прослава по поводот Денот на македонските рудари и Денот на градот Радовиш. Во организација на родниците Бучим и Боров Дол, оваа година публиката ќе има можност да ужива во настапите на два големи регионални бенда, нашите Нокаут и легендарните Дивле Јагода, во вечер која ветува незаборавно музичко доживување. Од 21 часот сцената ќе запали македонскиот поп-рок бенд Нокаут, кој повеќе од 2 децении плени со своите емотивни балади и енергични хитови. Ке се пеат од срце песни како Лебедот бел, За нас, Временска машина, Мене ми припаѓаш, Во бестрага, Кога ме сакаш ти, ABC, 1000 причини за крај и многу други, создавајќи атмосфера која спојува неколку генерации. Во 23 часот рок легендите Дивле Јагоде, бендот кој дефинираше hard and heavy сцената на Балканот, ќе преземат сцената со своите препознатливи рифови и безвременски песни како Мотори, Шела, Не желиш крај, Едина моја, Криво е море, Автостоп, Кап по кап, Марија, Сараево, Ти и ја. Со повеќе од 4 децении музичка историја, нивниот настап ќе биде вистински спектакл за љубителите на моќен звук. Организаторите ветуваат вечер исполнета со врвна музика, силни емоции и забава што ќе се памети.